емисија и на маса кој ќе си ги најдам капачињата од HDMI кабел. Јанко, молам, многу си непрофесионален. Фала. Јанко, молам, ти си тешка будала. Фала. Јанко, многу си несериозен. Фала. Јанко, ти си Бог да чува. Thank you very much. Океј, драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте во ултрасериозната емисија која има соодветен наслов кој кореспондира и со самата емисија. Закачалката тука ја преместив. Ми беше од оваа страна, ми ја ритаа, ми ја кршеа. Позади ви е Марга Сол, нашата нашата дисџокејка, за мене една од омилените. Свири за мене трансче кое така ми одговара, ми се допаѓа, летно е ориентирана, има фантастични, ако просурфате за нејзе Марга Сол по YouTube ќе најдете незини настапи на Санторини, на многу места и убаво. Знае жената да направи, дамата, диџокејката знае да направи убава атмосфера. А ја се извинувам, ама стварно немам намера. Четврта закачалка ми е како ја купив. Четврта, сите ми се искрив. Па не знам, од некој поместување овдека и така неверојатно случајно. Кој намерно мене овде би ме мразел, човече. Нема везе. Сите ме сакаат. Знаеш како? Ме вика, што би те љубел ја, вика, тебе у ладно чело, вика. Па тоа е нешто неверојатно. Океј, драги мои пријатели и пријателки, ја вечерва дури би ги отворил телефоните за вашите јавувања, иако, па искрено да кажам, океј, ништо нема да кажам, ќе ги отворам телефоните за вашите јавувања, па со Господ напред, да видиме кој што како. Стримаме, Џони? Бог да чува, што све се пушта на овој... Слушај, да почнеме да стримаме на YouTube? Не мора вечерво, од утре. А да ти донесам уште еден лаптоп со кепчер карта, па можеш со едниот на Фейсбука, со други, не можеш два сигнала да добиеш, така? Па ми рече дека сплитер дистрибуција не можело. Прошлиот пат. Како ме буши, брат, како ме буши, како ме мува као средношколка, студент студент од физкултурно. Не, само малце. Не ти реков така. Не, сега. Наведни се само. На клупи. Тој вика, лале, многу си убава ко Мерилин Монро. Ти боље да не си. Океј. Стварно стримаме. Љупчо те вика, проверете го звукот. Знаеш што ќе ти речат? Сега ќе ти речат, Љупчо, до тебе, исчисти си ушите, ние сме супер. Пак го зезна звукот? Чекај да чујам. Не, па кај може. Сега ќе чујам каков е звукот. This live video has... Толку беше. Дај камера. Не можам, немам го апаратчето за да прикопчам. Нема.
Špica od novo? Дай телефонот, ајде. Ајде, може ќе направиме филјан муабет со некого. Ало? Јанко, очите тија чии се? Ало? Хало? Хало, молим. Halo, molim, Rambo, ja te volim. Alo, dobro večer. Dobro večer, povelete, vo programa ste. Dobra večer. Dobri večer. Želim, tovariši. Janku! Mrmr! Vikni, vikni, daš kako se sluša, super, taman, kaži. Dobro večer, počituvani gledači, dobro dojdovte v še jedno izdanje na Jade Burek. Večerva ќе збориме за археолошките истражувања на локалитетот Голо Маде, каде што се откриени бели бубрези од раниот римски период, кои припаѓаат на племето Ташаклиите, кои познато е дека на овие простори често пати координирано настапувале, доаѓале, земале. Слушни си го звукот. До мене е така? Оти ја зарипнат за тоа. Некој трошел над миксетата, јадел јогурт со геврек, најверојатно од сусамоте. Ова е звукот, Иде вака, нема гајде. А сега? Нема стрим? А чек. Слушај, на крај нема да стои моje име за реализација. Слушај, ќе го намести сега Марко, ќе го пише. А може и ти ќе го јадеш, Ни крив, ни дужен. Извини, да не те разбудив. Не, седи, дреми се. Њ, Д, тре. Рока мандолинен. Шо вика Совет за радиодифузија? Многу сте професионални, мощне. Се, имаме стрим. А, еве, лайв сме. Да чуеме звукот.
Знаеш, она кога збориш по оние аналогни телефони, па сакаш да симулираш дека е, како се вика она, дека линијата лошо се слуша, па земаш целофанче од цигари и шушкаш. Вика, шушти микрофонот. Камо да е микрофонот, брат, одма ќе го сменам. Ми се рика, ми се плаче. Ме болат колената, ме боли ногата, а туку у близина уште нешто ме боли и ова таман ми е капак денов. Браво, браво, браво. Што е диагнозата, другар? Да, го разбра, нели? Не. Не. Па џабе ли збори човекот? Не. И тогаш му рече на Киро. Не, јас се обидувам малце ментално да се стабилизирам, за да затоа што стварно очекував да ги вклучам овие гледачите од стримот, пошто сите на стрим гледаат, ама очигледно не ми дозволуваат популарноста на емисијава да ја кренам на повисоко ниво. Добро, окей. Молим те да биде на таймлайн. Чекај, еве го. Толку траеше емисијата на интернет. Добро. Како беше таа песната што ми ја пееше? А? Така идеше некако? Како беше денеска на Јади Бур? Изворедно. Значи, стварно феномена. Мислам, немам речи. А сега немам ни интернет. Пола сат. Човече, мислам, заслужувам Џорџ да дојде со една мотка, само за струјата што џабе му е изрчив овдека у овие пола сат. Еј, ништо. Дупка. Добро, а стримот вчера беше окей? Е, тоа е. Љубоморни некој. Чекај, имам работа сега. Што ќе правам муабет со тебе? На IP во Лондон те гледам, одличен е сега звукот. Абе, кој гледа на IP, бе? Што сте даун, бе? Кај сте, бе, теја диаспора, бе? Абе, што има врска? Ти ако не си на некоја Nokia 3357 да гледаш негдека седнат и грицкаш семки на улица, на тротоар, џабе е све муабето. Има некој на телефон, одлично, вклучи го у програма, му ја давам емисијата. Одма. Ало, добро вечер. Сега не го уклучуј у емисија, глеј. Не, сега он ќе прави муабет, не ја. Ама кој ми е крив сега? Па телефонот не си го донесов. Негов е овој. Вика, мој телефон, ја ќе си правам муабет со луѓето. Ало, добро вечер. Ало, Јанко, добро вечер. Добро вечер, господјо. Повелете во програма, сте ве слушали. Ето вака, знам дека сме во програма, не знам што е тема, затоа што покосно се вклучев. Да, нешто од делата на Македонската академија на науки и уметности кои се издадени последниве 10 години, но слободно надоврзете се за било која друга тема. Е вака. Да. Тогаш знам дека енциклопедија некоја изнесла, меѓутоа брзо се
ја уништија фактички. Археолошки наоѓања. Не, прерипајте све тоа, туку така. Сето тоа ќе кажете го си вие прерипам. за вашето. Вака, сакам само да го поздравам Јанаки. Вчера беше тука, нели готен? Чекај, сега ќе му свртам. Што да му кажам? Па нисто многу поздрав, го следам. И така да епцен дете што секоја мајка би посакала да го има. Ако го мислиш за зет, женете, има деца. Не знам дека е женец, ја знам и жена му, нискичка, ќерка му е висока колку него, сега е осмоделение. А што толку ве одушеви човекот, па? Човекот зашто ме одушеве? Затоа што сум и ја правник и знам што значи да си Јанаки, така. госпожа се јави во емисија и прва работа вечерва овдека, откако ми ги исклучија микрофоните, па едва ми ги вратија, вика, прво, Јанко, молим те да го поздравиш Јанаки. И те фалат, брат, ја не знам, мислам дека... Мислам дека сега кокошки да ти пратиме за да не те урочат. Може така? Зборам со гледачката, во момент, јас сум во живо, во емисија и реков ќе свртам веднаш поздравите да ти ги пратам тебе, те фалат, вика, ова е дете каква што секоја мајка би посакала, ова се нејзини зборови. Така реков. Состанок и морам да ме поздравам. Океј, фала, поздрав. На состанок е човекот, иначе, да. Слушнав. Турбо работи. Знам. Добро. Така. Ајде, чао. Значи, како беше она? Деки, како беше? Јанаки е убав, паметен, секоја мајка би го посакала за син, а ти, Јанко, да си жив и здрав. Те расонуjem, извини. Не бе. Чкорчињата на очите као Том. Патувам со трактор, ја прочитав денеска. Хите, да, топе. Спиеш? Не, па хрчиш. Да, сонувам, вика. Патувам. Да, патувам со трактор. Топ. Имаме друг гледач? Нема. Толку сега се наљути и го исклучи вака кабелот вака од зид. Ја повлече од бандера со откорна. Океј. Добро бе, добро. Ете, не пуштаме гледачи. Како ти ќе кажеш? Абе, гледам да не ги почнам сериозните муавети, оти ако ги почнам, не знам джигерот кај ќе ни оди. Ама, ајде, нека биде тогаш. Добро. Експериментот со глувците. Па, предолго трае. Ај ќе почнем со пократки неколку видеа, за да ви објаснам што се случува. Имено, се појавуваат, има некои појави во последно време. Шега на страна, избуделувањето најверојатно и од таму дека ми потекнува. Затоа што гледам какви идиотштини се случуваат. Зборејќи од она што на Блискиот исток ни се случува, нели, конфликтот помеѓу палестинците и Израел, конфликтот, нападите од страна на Иран, но во исто време назад, ако гледате надвор од геополитичката сцена, војните, изборите и така натаму, се повеќе и повеќе има видувања на небото. Имено, дури Пентагон декласифицираше снимки за кои тврди, вика, немаме никакво научно објаснување за овие летечки објекти. Ги нарекуваат НЛО, што не мора да значи неидентификуван летечки објект, или UFO, Unidentified Flying Object, што не алудира директно на некакви водземјани, но називот е потполно точен. Не знаеме што е.
пркоси на гравитацијата, пркоси на технологијата, се што знаеме, и нема добро објаснување. Но има една теорија која се нарекува PBB. Тоа е така наречена Project Blue Beam или проектот Син зрак. PBB е теорија на заговор од 90 и некоја година, кој ја изнесе еден француски научник, кој 96-та на 51 година напрасно се замина од планетава, а тој проект, пред да го објаснам, првин да ви покажам што е снимено како видение. Значи, не се работи за монтажа, бидејќи е снимено од повеќе места, снимено е со повеќе камери, снимено е реално, денски, и тоа е видение на небото. Изгледа малку матно, но ќе се обидам да го дообјаснам за што се работи. Мислам дека нема тон. Можете да забележите дека ова што лета на небото не изгледа на летечки објект, туку на човечка фигура. Велат, нели, некои се скептици, некои не се и така натаму и така натаму. Но во суштина за што се работи? Project, шарап горе, Project Blue Beam е проект на заговор за воспоставување на светска влада. Имено, проектот за да се оствари, обично се користи реал политика. Во смисла, плашење на народот со некаков вирус, како што имавме, за кој се докажа дека ние апсолутно сите до еден, и тие што веруваат и не веруваат, ке се приклонат и поклонат на наредбата на еден центар на светот, и тоа и се случи. Повеќе од половина човештво се вакцинираше. Не дека вакцината ќе донесе нешто значајно или страшно, но во суштина е тестот колку ќе успеат и дали ќе успеат. И успеа. Имаме конфликт Русија, Украина, повторно добра поларизација, каде што повеќето од народот се приклонува на една или на друга страна. Значи, нема свесен неутрален кој вика fuck you и на едните и на другите. Не. Фаќање страна, што токму е целта на оние кои треба да воспостават светска влада. Што ова во целава приказна значи? Еве ви го видението. Некој ќе рече ова е балон, некој ќе рече дека е ова, не знам, обичен ефект, некој ќе рече и така натаму, и така натаму. Во суштина се работи Project Blue Beam е проектот на светската влада која треба да го исплаши човештвото во даден момент дека или доаѓаат елиени, или дека е ова second coming. Значи, лажниот Христос, лажно доаѓање и дека ќе, доаѓаат последните денови и така натаму и така натаму. Знаеш, приказната дека се последни денови и приказната дека е тоа, очигледно ќе помине и тоа прилично добро,
ako sporedime kako dobro pominува ono što se случува на Блискиот Исток или што ни правеа 4 години. Ај бар со коронава да беше 1 година, да не излажеа, па се свестивме. 4 година джигерот ви го извадија, купувавте, како мали деца, лижавчиња, и да не беше конфликтот во Русија, добро бе, поракиве. Не можам да ви ги читам пораките. Не ми праќајте сега. Ке ги читам после кој ќе заврши емисијата. Фала ти многу. Гледаш како ми се кине мисла. Немам више тие години кога можев до толку мултитаскинг да бидам. Само еден мултитаскинг можам да терам. Значи, барем 1 година да не излажеа. 6 месеци 1 година и тоа е во ред. 4 години и ние немаше да излеземе од тој луп. И пазете, не светските влади, не нашите влади, туку ние луѓето го купувавме тоа и ние лажевме, други убедувавме, ова е опасно, ова треба да направиш, она треба да направиш, со закани, класично. Си викаш, од кај го знаеа они ова? Дека ние вака ќе реагираме. Знаете, нацистичките концлогори беа најголемиот тест за тоа каква е човековата природа. Што мислите, во тие концлогори, колку затвореници имаше? Милиони. Знаете што е милиони? Нема, значи, цела Германија да фатеше да пука во исто време, не ке можеше сите да ги утепа. Но човечка психологија секојаш вика, бе, може мене нема да ми се деси. И затоа ќе се приклони. Значи, тие милиони, да тргнеа не со трчање, вака со одење бавно, повеќето од нив ќе се спасеа. Но стотици чувари со по пар шмајзери успеа да ги држат и да ги носат во крематориум. Нема револуција, нема ништо. Од таму ја сватија психологијата на човек. Но, како, например, ги чуваа во оние бараките. Во бараките, толку, тоа е таква и троштина Гебелсова, тоа е толку, мислам, тие наоди применети од Фройд, значи што е подсвест и психа и човек кој се откажал од вера и од Бога и кој не чита Свето писмо и не се исповеда, не се причестуе, не учествуе на литургија, сам тера за религија, он знаел, он со Господ, што имало нему овој да му каже или оној да му каже, се најлесни за манипулација. Имено, имале бараки со по неколку стотици затвореници. Тие можеле навечер да се организираат. И најчесто имало организации. Знаете, ај ке побегнеме, ај ке направиме ова, ај ке ископаме тунел и така натаму. Знаете ли како го спречувале тоа? Мислите, седеле германци со шмајзери цела ноќ и марширале ко будали? Не бе, брат, си дремеле, си играле карамбол со руките у джеб. Земале еден од таа барака, кој бил така по-полтрон, малце, пододворувач. И нему ке му дале подобра храна, немој лебати повтор пат. Оти стварно ми е тешко, ја мојве мисли да ги овакво. Молим те, ако ви се прави муабет, дај ке прекинеме, ке идеме кафе, ке правиме и да се домуабетиме. Ако не, шарап плис или ставете звучна изолација горе. Не можам. Стварно ми треба тишина. Сори. И сега да се вратам на мисла, како е. Тешко. Ке најдат еден од затворениците и ке му дадат привилегии. Еве ти повеќе храна, еве ти подобра облека и
ти нема да бидеш тепан, тебе нема да те носиме у крематериум, нема да те стрељаме, ама еве ти стап, има да одржуваш ред во бараката. Тој сам успевал да најде уште двајца-тројца со кои ќе делел тоа, да им даде уште некакви тие подпривилегии и тие 3-4 мангупи, а обично ќе изберел некоја, нели, по-напумпан, со поише мускули, помалку мозок, кои ќе слушаат, ги тепале. Значи, ако биле евреи, евреи тепале своји евреи. Ако биле Словени, Словени тепале и контролирале своји Словени. Ако биле Роми, од ромите ваделе луѓе, значи, или Руси, или било која националност која била во бараките. И така го одржувале мирот. Дисциплината била феноменална. Немало бегства, немало бунтови, немало револуции, немало напади, затоа што се што ќе почнело уште у старт со ќотек од самите себе. Од таа психологија, светските влади и сите оние што се обидуваат ако постојат такви нешто, викаат, окей, па човештво не е револуционерно. Да, има револуционерни елементи, ама знаеме како ќе ги сплескаме. Како ве тера за вакцинирање? Не беше тоа Филипче или здравствената организација? Не. Ботовите кои се... Јас сум вакциниран, неам гајле. Ја идам со теза дека нашите светители кога страдале и отров им давал. Па ако Господ, нели, дозволи, не можам да го избегнам, ако Господ ме спаси, ме спаси. Ако не идам, I don't care. Знам што сум направил, но знам другите како се повинува. Значи, ве тормозеа, јадевте ментален ќотек, мобинг на Фейсбук, на Твитер, кој ќе ви се зигне, ти стоко една свиња, ти си еден антивакцер, ова, она, на работа у канцеларија, стално имавте по некој. И се викаш, леле, чути, ај за рад. А на страна, ако па, нели, не си од плашливите, па те заплашуваат, овој умрел, онака умрел, ова умрел, она умрел, ова му се случило, она му се случило. Види, и не навлегувам. Од секоја болест луѓе умираат. Од секоја. И од најобична настинка се умира. Но, психологијата е таа. И некој ќе рече, аха, ова беше за да ќарат Бил Гейтс и фармацевските компании. Вагинален чад се фармацевските компании и Бил Гейт, бидејќи кога вие се фокусирате на нешто, токму тоа не е проблемот. Луѓе што се образуваат и откриваат тајните на YouTube, на Facebook, се токму оние кои се најманипулирани. Абе, вика, ја не дозволувам, ја не се вакцинирам, не правам ова, она, ваму, таму. Брат, ти си, значи, демонот, лукавиот. Каков му е назовот? Лукавиот. Итар. По-итар е од тебе. Не е попаметен, но е по-итар. Ке те заебе. И успева. Токму на оние што викаат, например, не знам, еве сега, за Илон Маск ми пиша дека е бил третиот антихрист. И тоа луѓе кои онака сериозно себе се сваќаат дека се влезени во религијата и продуховени и така натаму и така натаму. Јас само едно ќе ви кажа. Дека само неколку во историјата човекова, христијанска, имале провидение од Бога дадени благослов на виденија да ги разберат работите. Сите светители, сите монаси, сите продуховени тие што се, ниеден од нив не се занимавал со тоа, затоа што точно знаел што Бог бара од него и што му дава. Еве ќе ви кажам една приказна, една сторија, која е во суштина вистина, а се работи за владика кој живеел во манастир
и кои не можам да се сетам на имињата и така натаму, кој во даден момент добива провидение, Бог му се јавува, ангел му се јавува и му вика иди копај ров. Вика тој ни е потребен и тоа треба да го најдеш, да го направиш. Земање, транк, транк, копа. Поминува свети, не можам да се сетам кој од светителите, го гледа и му вика Владико, што правиш? Вика, еве, копам ров, вика, Бог, вика, ми рече, вика, копај ров. А, вика, лалника вие, убава работа правите, многу сте вредни. И ој му вика, зашо, вика, збориш у множина, сам сум. Му вика, Владико, не си сам, легион сте. У тој момент нему му се отвара духовните очи и гледа дека позади не е сам, туку цел легион од демони е со него. Се посрамува, го фрла и иде во келија, се затвара. Мислам, тоа се примери. И луѓе не разбираат, луѓе мислат дека ќе седи дома, ќе си прави карамбол и ќе се просветли и на сите ќе им кажува што било, што не било. Ние можеме само да коментираме што сме виделе, суштината не ја знаеме. Само да знаете една работа. Никој не знае како и кога ќе дојде тој што е пишано во книгата. Вика, еден ќе завладее светот. За мојве 60 години, барем 10 личности во историјата ги извадија. Дали тоа беше Хитлер, дали тоа беше Садам Хусейн, дали тоа беше овој или оној и така натаму, антихрист кој ги прогласува дека ќе биде ова или ќе биде она, и тоа немал да биде еден, него два, па три, па четири, Бог да чува. Свети Јован Богослов нигде го нема тоа напишано, ама он го прочитал негде, увечер, најверојатно. Они обично, нели, Баба Вања ќе извадат, мада сега сите вадат од Баба Вања, која па патем, мене ми е срам, затоа што мојата сопруга е род со неа, далечен, барем ако ништо друго, преку својата родбина ги знаеме работите, а какви ли тие пророќства кои ги вадат секоја недела, Баба Вања ова предвидела, она го предвиде ова со Израел, ке летале ова, она ваму и таму. Тоа е до Баба Вања, пред Баба Вања беше друг еден пророк од 16 век, чија книга ја е купив, која е книга на апстрактна поезија, која како сакаш можеш да ја тумачиш. Така што, оние кои сакаат да го контролираат човештвото, им се потребни луѓе кои мислат дека им се спротиставуваат и вадат такви небулозни теории. Зошто е тоа добро? Затоа што се тоа не само нивните поддржувачи, не им требаат нивните најмалку им требаат нивните поддржувачи. Тие што се за антихристот, тие се отворено и ќе ги слушаат. Вакцинирај, смени пол, ќе сменам пол. Фрли се од мост, ќе се фрли од мост. Супер. Негов е. Нив им требаат овие другиве што се спротиставуваат. И нив ги подложуваат и ми вика, слушај, види, ова е работа, никој не знае, само ти. А човеково его е, вика, ле, само ја знам, испи две раки и гледам, вика, и све ми е јасно, и ја ги осети. И колку пати јас сум ги имал, дали на телефон или овде ќе ми дошле и така натаму, нему му се видело, нему му се сонило, нему му се ова, Ја имав дури писател еден на книги кој опишуваше што размислувала мајка му на Александар Велики. Од каде се овие да... Па види, Бог да чува, тоа е страшна прелест. Тоа е страшна прелест. Луѓе искрено веруваат во тоа. Види, кога ги гледаш тие факти, тебе нормално ти произлегува дека од ова до она. Луѓе, пред 50 години не можам да си откријам точни работи. Дедо ми, кој починал на 49 години, што и како носел облека, кои навики му биле,
вие ми зборите за некакви си навики, и тоа со живи сведоци кои ги имам и ден денеска, вие ќе ми некој се умишља дека знаеме за историјата. Уште не знаеме Тепеки Кале во Турција. Што знаевме до пред 10 години за историјата? Дека цивилизацијата започнала пред 6000 години. Така? Затоа што најстарите наоди, ова се факти. Ова ви е официјална историја и факти. Затоа што некој карбон дейтинг и така натаму вика ова е 6000 години, гледаме по остарување, по муфла, по радиоактивност и така натаму изотопи. И тоа е факт, тоа е чиста математика, нема тука што да филозофираш. Затоа што светов е направен не е само од дух, туку и од тело, материја. И таа материја е мерлива. Дадена ни е да можеме да мериме. Не можеме да го абстрахираме дека све е само наше видение. Ископаа пред 10 години, најдоа цивилизација пред 15.000 години, не можат да се зачуд. Направиле страотно населено место, сточари за кои одеднаш како се појавиле, што ли биле номади, изградиле, и не само што изградиле, за својот век го закопале сето тоа назад. Зошто и како? Сите се збунети. Го имате и на Википедија, и ги имате научниците кои вика потполно не знаеме што се дешавало. Ја тешко дека ќе го најдам, не се ни спремав, бидејќи сосема друго ми беше. Мене ми беше како не манипулираат. И вие која се кревате, против кого се кревате? Против партиите овдека. Не, ја не го гласам овој, ја го гласам оне. Дечки, дали сваќате дека ракијата, шекерот во храната и изобилието во маркетите се работите кои ве тераат да што помалку го користите мозокот? Дали сваќате дека просветлен дух е само дух кој се на дух во тело кое се исповеда, причестува со светите тајни. Нема трет начин, нема втор начин, нема ја пливав, гњурев, мене Бог ми се јави. Не постои тоа. Тоа е можеби неколку пати во историјата. Инаку, како? Но, нели, нечастивиот му треба. Инаку сите ќе бевме православни. Но вака мора да имаме и протестанти, и католици, и јеховини сведоци, и јудеизам, и хиндеизам, и ислам, и ова, и она. И сите мислат дека се во право. Не може сите да се во право. Невозможно е. Постои една истина. Но ние не можеме да перцепираме една вистина. И затоа ни се потребни. И затоа што за нас, човечки, бидејќи не можеме да го поимеме Бог, ние дури и делата на Бог, кој дошол како човек, кој факти се случило, одел по земјата, отишол, седнал тука, вечерал, јадел леп, пил вино. Ни се потребни 4 евангелија, кои истото го зборат на малку различен начин. Затоа што такви сме како личности. Не можеме поинаку. Зависиме од нашиот филтер. Ние немаме чист филтер. Што е тоа продуховени очи? Сакаш ли повеќе да знаеш? Колку помалку го користиш, прво треба да го запреш внатрешниот диалог. Ја мислам ово, не, да се затнеш. Затни се. Не Јанко да бидеш, да зинеш и пола саат време да јадеш бурек. Не. Затни се, заќути. Само во тишина. Кога ќе се затнеш, кога ќе се заќутиш, почнува диалог у глава. И ти мислиш тоа е нешто продуховено. Не, брат. Тоа ти е оној со надзвучни вака со рогојне и века, чега, ја му пуштам сега музиче. И нема му се... ја слушнав ово, Тој диалог се запира само на еден начин. Ние луѓе
не можеме да бидеме толку продуховени. Ние не можеме да бидеме како Свети Јован Крстител, да бидеме како дедо Ное, да бидеме како Аврам, затоа што оние имале толку силна таа благодет да нив и телата им траеле подолго. Живееле по 500-600 години. Затоа што печатот им бил подлабок. Не лутала мислата. И се било поинаку. Но ние имаме само еден начин на борба, а тоа е молитва. И не било каква молитва, Исусовата молитва. Зошто? Моќта на името. Господи Исусе Христе, помилуј ме мене грешниот. Тоа е реченица која многу јасно каже. Прво ти го утепое егото, второ му се обраќаш. Кога му се обраќаш на совршениот татко, нема тоа, ај отвори, не отвара. Добро, ајде, не се јаво. До крај на живот, 100 пати на ден, милион пати на ден, да не затнеш. Кога ќе заспиеш, молитвана да продолжи. Тоа се исихастите на Света Гора. Тоа се реални луѓе. Тоа се наши современици. Постојат. Тој се затворил. Тој нема што да прави муабет со мене. Тој не ќе да прави муабет со тебе. Затоа што нема што да ти каже. Оти ти кога ќе го видиш му и кажеш, ја имам мака, ја со нив манастир да правам, мене ми е тешко, ја се повредив. А знаете што ќе ви каже просветлен кога му идеш и му се исповедаш дека ти е тешко? Вика, ја солзи радосници пуштам за тебе за тоа што страдаш. Како не сваќаш дека страдањето ти е дар? И ја тоа не можев да го разберам. И ја не можев, детето болно и му викам, Владико, викам, молим те, отец, викам, детево ми е болно. Ја не бе, зошто ми е болно? Се причестуваме, добри сме, слушаме, ништо не правиме. Ја не бе, не е така. У која религија си? Кај си? Ја не можам да разберам. До моментот, додека не се разболе. Се разболе он, се уште е жив, фала Богу и така натаму. Но имаше пред едно 15 години едно такво искушение и му идам у болница. Болница на наша, знаете денес каква е? Ништо слично, ништо поразлично не било пред 15 години. Утепан, скапан, од лекови, операции, пребледен, исушен. Едва избори. Ја доаѓам, солзи ми идат. Затоа што ја го доживувам него како татко. Он ми беше втор татко. Он ми е врсник. Исто годиште. Ама бидејќи преку него јас со Бог зборев и го исперцепирав како реален мој татко. Ми крсти деца, ми доаѓа на родендени, ми благословува родендени, на погреби, се преку него ми отишло ни животот. И го гледаш на постела, умира. Сега, кај се моите духовни очи? Кај е мојата вера? Појма немам. Ја го гледам и плачам вака покрај креветот. Он умира од болки. Умира од болки, ама не покажува. Најверојатно. Дали инекција? Појма немам. Или издржува. Ја му бацувам рака и плачам. А он ми вика ова. Тоа е откровение, човече, преку туѓо страдање. И пак не го разбравме Исус Христос. Сега ја проповедам, како сакаш свати го, I don't give a fuck, стварно ми е до овде. И он ми вика, Јане, гледаш ли, ама со полуглас, едва и мислев дека ќе испушти душа у тој момент. И ми вика, гледаш ли колку Господ ме сака? Вака крена в глава. Знаеш она, кога ќе попиеш шамар, знаеш она, дете размазено, разгалено, распредење, не ми чини, ногата си и сега ме боли, ова ме боли, колената ме боли, не сум примил плата, овој ме оговара, ова, вака, шамар, попарен, обелен. Вака, мислам дека ми е отфикари глад и уште не знам што се десило. Година дена мене ми требаше овие зборови да можам да ги прожакам. Замисли колку сум глуп, колку сум плиток. И јас конечно, а има веќе скоро опит 30 години, редовно на причест, редовно на литургија, исповести, миропомазанија, све ово, ама не се отвара. Не се отвара. Не капирам бе. Дибек, копито. И на крај сваќаш
Тоа е тоа. Да, тешко е у моментот кога ќе си ја исечеш ногата и вака ти виси крв на сите страни. Што да правиш? Кукаш, плачеш, ово, она, ваму, таму, не си стоик и така натаму. Ама, знаеш, тие зборови па, фала ти Господи, фала ти Господи, фала ти Господи. Не е за поминување на болката. А има лек за поминување на болката. Денеска им кукав, ако отворите мојот Facebook профил, се жалам заради промена на времето, иако ногата ми е супер, јас сум супер. Ама денеска така ме фркна ногата, тоа крпеницата, тоа парталот. Супер е, јас си газам, си идам најнормално, ама денеска болки ненормални. Дури и колената ми клецка. И сега шо е лекот? Сите, знаеш, она, земи ова, земи она, ти си будала, не трпи болка ваму таму. Напротив, треба да бидеш, ја па у себе, како викам да им кажам сега дека треба да трпиш болка, и тоа со благодарност. Кога веќе не можеш, ја имав еден лекар, и сега просветление. Не дошло од Господ, не дошло од некој светител. Мене просветлението ми дојде од духовник. Но како дојде за гледачите мои? Ја имам таа емисија на YouTube, стои. 70 годишен лекар од Ачибадем Систина. И човекот ми вика у емисија, ја не можам да го укапирам, значи ми вика, добро, викам, лекар сте, што правите кога вие ќе се разболите, како издржувате ово она? Уствари, вие лекарите, викам, станувате имуни, вика, како имуни? И ние се разболуваме. Те грб, те ова, те она, те вамо. Па викам, како издржувате? Со лекови, со ова, со она. А не, вика, ја пешачам. Вака, ако не ми е добро, пешачам 5 километри. Ако многу ми е лошо, 10 километри. Ако ептен умирам од болки ми е најлошо, идам и до 40 километри. Абе, чекај бе, грип, шо ти вика? Да легнеш, да го одспиеш, да го одмориш, ово. Да, вика, после легнувам, одморам, ово. После, мене ми треба, значи емисијата, јас сум глуп, ја у момент не можам да сватам. Јас сум теле, да не бев, ја немаше да водам јади бурек. Ја ке имав сигурно некој попаметен бизнис, нешто, не знам, за гуми, автомобилски. Да, супер ке бев, ке менјав гуми, ке крпев гуми. Супер работа, многу попаметна, подобра, попродуктивна за цело општество и човештво, од што ова што го правам. И сваќаме една многу проста работа. Циркулација. Имаме тела кои треба да ни се движат. Не ги движиме. Ама ме болела раката, ама имав работа, ама ми се спие, ама оврски, ама ова, ама она. Ние сме совршени за оправданија. Не е Јанко така, мене ногата ми е исечена. Абе, пријател на татко ми 5 години се бореше ногата да си ја спаси и ја исече, откако му ја исекоа ногата, уште повеќе пешачеш. Абе, ја не можев да пропешачам, а имав 25 години на моје вака иглите му ги гледав, железата и шипките у ногата. Каков стои, каков човек. Срам ме фаќа понекогаш кога ќе кукам. Оти ја кога кукам, викам, или зборам многу, или правам емисија, затоа што така си правам некој баланс за да го издржам моментот. Вајда тоа е мојот импринт, логореа. И многу лесно можам да бапнам 3 раки и све е во ред. 5 раки. И стварно е супер ракијата, брат. Све лечи. Ма неќам ракија да ме лечи, бе, ме нервира. Бе, можам да земам и трава да се надувам. Топе травата. Топе, здрава е. Не малце луѓе најдо и во маслото, и во канабисот лек. И не е лага. И треба да се зема. Што можам јас да направам на најприроден начин во ова? Значи, загадено е, лоша храна, движење. Зошто движењето? Заради циркулација. Кога се движиш, мора да се движат мускули. Се движат мускули, крвта и овака и онака се движи. Се движат сите телесни течности. Размената на кислород е многу подобра, многу поголема. Болките, нема гаранција дека ќе ти помине грбот. Но сигурно ќе биде многу полесно и многу пократка целата постапка. Така што да издржиш болка
ама со идеја. Барем на почетокот нека ти биде обична човечка себична идеја. Аха, ќе го правам ова, купи продај, ќе го правам ова за да ми е подобро. Ќе страдам за да искрено страдањето и секоја болка ти стане пријател и да сватиш дека само таков начин можеш да ја осознаеш љубовта. Можеш да станеш емпатичен кон светот. Оти сите сме ние добри со нашите сопруги, со нашата фамилија, со нашите деца, но никој од нас не успеа да ја совлада сакај го непријателот свој. И ја потполно ве разбирам. Убил дете, ја со голи раце ќе го убијам. Можеше ли Господ вака да им направи и од крст да се симне и да ги изджигери сите? Така? Као Супермен. Може. Ја имаше моќта. Можеше вака да го преврти наопачки Израел. Можеше цел нов потоп да направи на планетава Земја. Ама не направи. За да ни каже дека таткото наш не сака. Како ќе ја сватиш љубовта, освен преку жртва? Џабе ја што и да направам, и затоа имаме деца, затоа имаме фамилија, затоа имаме и пријатели кои нема фамилија и деца. Не е подобар оној што има деца од оној што нема деца. Или не сака деца. Подвигот е битен. Подвигот е што си ти спремен во име на љубовта да направиш. Затоа што не мора ни да си религиозен. Како тој што не е прифатил религијата, не се причестил и така натаму, а спасен. Ја причестувам, ја ова, ја спасен. Па не си спасен. Ама он е спасен. Зошто? Затоа што се жртвувал за непознат. Знаеш, и кога даваш, еве доаѓа Великден, ќе треба да се покажеме барем за празникот. Затоа што е најголем празник. Затоа што победа над смртта. Уште не разбираме што значи победа над смртта. Традиција е. Која бре, факинг традиција бе. Бе тоа е реалност бе. Абе те чека вечен живот, не можеш да сватиш што значи тоа. И како ќе покажеш дека ти го заслужуваш тој вечен живот? Што си бил добар, што си набил до мускули? Не. Љубовта. Затоа што ќе застанеш пред Христос, он нема да те гледате. Чекај да видам. Ти у кафана ги частеше ти, добар. 30 кебапи си дал таму на маса, одлично. Сакаше ли, мразеше. И он ќе ти ја види љубовта и ќе ти ја види омразата. Ама ја го мразев тој што беше неправеден. Ама ја го мразев непријателот. Ама ја го мразев тој што уби деца, што злословуваше деца. А децата што биле злословувани, стојат позади Бог и вака те гледаат. Абе, чичко бе, греота бе. Ние треба да плачеме, ама искрено да ги жалиме тие што прават такви злосторства, затоа што нивната казна е толку страшна што не можете да поимите. Вашето, знаете што? Вие ќе го спасите ако го убиете, ако го стрељате, ако он не, значи Господ дава, вика, сакаш ти да му вратиш или сакаш мојот праведен суд да биде? Ја да му вратам бе. Ја ќе го заколам. Не смее више тој да убива деца. Добро. И што правиме ако ти преку твоето, ја не ги знаеш сите работи, мислиш дека све знаеш, ќе го исплакнеш, ќе го спасиш. Нели е подобро да бидеш благодарен за секоја неправда, за секоја болка, за се што ти е лошо и да се трудиш да постапиш. Ако не знаеш како да постапиш, прашај се, имаат американците, на запад има една феноменална реченица. Ask what will Jesus do? Прашај се што би направил Исус. Еве наједноставно како да постапуваш во животот. Те отерал некој у 3 лепе и одма ти доаѓа да му вратиш. Мора баш ти. А да простиш, а да се извиниш. Еве, мене ме обвинија дека некоја жена
сум напишал некоја вулгарност многу гадна за неа. Нешто знаев дека не е вистина и му викам вака му пишувам. Извини, викам, што сакаш од мене? Вика, да ми се извиниш. Извини. Ако не сум го направил тоа. Ама викам, еве извини и во себе имам и си допишувам. Извини што сте се почувствувале толку лошо, навредено, без оглед што е лага, ја не можам да се докажувам. Ја и го прашав, викам, кај сум го напишал тоа, кај сум го објавил. А мене ми кажа. И сега знам дека е лага и што да се убедувам. Ама, знаеш, по-човечки, па дури и полесно е. Слушај, извини, жал ми е што си се осетил заради мене така. И јас сум раат, смирен. Петар, кога го брани Исус, му го сече увото на војникот. Му вика, тргва, остај ножот, бе, кој со нож живее, од нож ке умре. И му го зема, му го враќа, му го излекува увото на војникот. Чудо прави. У моментот кога го апсат и идат го мачат. Што мислите, не можел да се ослободи? Немал моќ? Бог, творец на универзум. Син на Бог, пратен овде меѓу нас. Зошто? За да пострада, да сватиме дека е како човек, да сватиме дека он знае што е болка. Не е над човек кој глуми дека е болка. Него го болело исто како нас, како мене ногата кога ми ја сечеле. Со тоа што ја заслужено страдам у животот. Он незаслужено оти беше единственото совршено битие родено на планетава Земја. И тоа се примерите. За да може денеска да се вратам, да се оствари писмото, многу е јасно напишено дека треба да завладее светска влада. Светска влада во суштина ви е парафразирање дека целото човештво ќе се обедини околу еден хуманитарец. Значи, он мора да биде хуман, да прави добрина, сите да го сакаат, значи сите ќе го сакаат и цел свет ќе се обедини околу него. Постојат начини, бидејќи ви реков дека не контролира и преку короната, и преку војните, да не држат во страв, за да не контролираат, што сакаат утре да прават со нас, и докажавме дека можат, затоа што тоа е и пишено во писмото. Ние одамна кренавме раце од Бог и од христијански живот. Со честни исклучоци. Дури да ви кажам дека најзабегани се оние што мислат дека водат христијански живот. Колку пати после литургија гледам искачање цигарите и оговарање. Тој ваков, таков, викам, ја чекај, ова е православна црква или шејтанска црква сум влегол овдека. Кого воршип овдека правиме? Воршипови, викам. Арно не се у црвено-црни наметки. Навивачи на Милан, мислам. Project Blue Beam е наводно некакви виденија, бидејќи и во писмото пишува дека ќе има знаци на небото и луѓето ќе поверуваат дека се случува второто Христово доаѓање. Тоа е за едните, за верните, а за другите да поверуваат дека доаѓаат елиени кои ќе не завладеат. И сега тука е таа нејаснотија, но видеото што ви го пуштив е во таа смисла. Дека ќе се користи технологија се повеќе за да луѓе реално го видат, не на снимка, туку стварно да го видиме тоа во животот и во светот. Но, како да ви кажам, не викам дека ќе биде лесно, но треба да биде радосно. Знаеш, треба да го isprocesirаме. Се потресувам у манастир, бев пријатели мои заминаа се за монашија
седев пар недели кај нив на нивна покана, да го видам и да го почувствувам монашкиот живот, прекрасна работа. И не дека е лесна, напротив. Подвигот е многу јак. Ја како гостин, што се вика, ми треба напора, камоли нивното, заради постојаната молитва и постојаните служби кои се прават. И тоа е вака сериозен напор. Но, нели, како идеш и со радост и благодатта, ако ти се подаде и брзо ја добиеш, тоа е, бидејќи обично тие луѓе се на повик. Свој внатрешен го чувствуваат. Не секој е повикан, секој може да отиде, постои тест период, пробај, види дали е овој живот за тебе, оти не е секој повикан за да биде и свештеник, и монах, и така натаму, и така натаму. И починува еден свештеник и овие зборат меѓу себе, почина по пацу. И ја се потресав, леле, баш ми е жал. А они ме игнорираат и овој што го ја кажува веста, а другиот му вика, нека му е царство небесно, ај па на твоја глава. Замислете, они се луѓе кои најмногу со најголема благодарност и љубов го прифатиле овој живот, на овој свет, но свеста за преминот, кај нив збор смрт не постои. Смрт е, како да ви кажам, најнеприродна работа на свет, бидејќи ние сме битија кои знаеме за вечен живот и за тоа се бориме. И затоа постојат сите овие заговори, затоа што, нели, се додека не оттргнуваат дека имаме вечен живот, ние ќе се занимаваме со рамна земја, ќе се занимаваме со G5, ќе се занимаваме со разни виденија, ќе се занимаваме. Не е таму. Бог е реален, постои сега, паралелен е тој. Нели викаат, мултиуниверзум. Да, има. Нашиот овој материјален 3D, кој има и простор и време, кој е парадигма, само по себе, абсурд. И имаме еден каде што нема време, нема простор, но има чиста екзистенција. Тоа е тоа. И ние ги успеваме и со технологија и духовно да го почувствуваме сето тоа и мислиме дека е тоа едно, па две, па пет, па бесконечно, Марвел, Холивуд и така натаму. Све е тоа интересно. И кај сме ние? Ние сме тука јадни и чемерни. И пак ќе ви кажам, на една средба во Бугарија, помлад кога бев, па на една планина качени, седиме и почнаа така езотерични муабети, звезди, планети, дух, ово, она, ваму, таму. И македонците што бевме, кукаме. Нема пари, нема работа, тешко се живее, вадиме бугарски пасоши да побегнеме у Европа, крадат, плячкат, животот тежок, животот ваков, животот онаков, овие лоши, овие лопови, ова ми направи комшијата, ова ми направи баба ми, дедо ми. А еден од нив вака седи, гледа, така обично момче, мислам, импровизирам сега, актерски малце, и вика, па вие сте благословени, бе. Мислам, ова е парафраза, дури го најдов дека Шмеман го има напишано, каде што вика, доаѓате, вика, да ми се исповедате, но вика, вие не се исповедате. Вие се жалите, плачете, страдате, ова ви било, она ви било. А ја, вика, немам ништо освен солзи за вас и тоа радосници. Затоа што он со своите продуховени очи гледа дека човекот што реално страда, што реално трпи неправда, е спасен. Но, ние сме глувци. И тоа не направија на сила. Сами станавме глувци. Во еден експеримент, велите, ако е подобро, ние ќе имаме повеќе деца? Ако е подобро, ја ќе бидам
ako podobro me platat, podobro ke rabotam? Ako ima poiše pari, ova ke bide podobro sve? E pa, dragi moji, ova je eksperiment od gluvci. Ako ništo drugo, ova bi trebalo, barem na nekakov način, imame zvuk od kompjuterot? Odlično. Znači, evo vi na makedonski za eksperimentot so gluvcite. Mid-1900s America, there is little with a legacy as enduring or as terrifying as the Mouse Utopia experiments. Taking place throughout the 50s, 60s, and early 70s, the grim fate of the subjects was published in the national magazine Scientific American, and the experiments themselves were largely taken as apocalyptic portents. In a post-war United States, the language used to describe the results such as behavior sync became synonymous with fears of an overpopulated world and violent, deviant behavior in cities. Today, they are preserved within fiction, such as Channel 4's conspiracy thriller Utopia and the classic animated movie The Secret of NIMH. Our world began changing. So what were the Mouse Utopia experiments? Shortly after World War II, a group known collectively as the Environmentalists were making a large push to prevent environmental degradation, as well as overexploitation of the planet's renewable resources. Among these people were a group specifically known as the Neo-Malthusians, a term referring to the 18th and 19th century English scholar Thomas Robert Malthus. Malthus proposed that while the world's population may increase exponentially, food production can only increase linearly, leading to an eventual subsistence-level existence for the human race that became known as a Malthusian catastrophe. While advancements such as the Green Revolution saw that this didn't come about, the Neo-Malthusians acknowledged his concerns about overpopulation and feared that this pattern would result in the collapse of civilization or, at best, have extreme adverse effects. These fears were given a platform in writing of the time, especially in works such as William Folkt's Road to Survival in 1948, and perhaps most famously, Silent Spring by Rachel Carson in 1962. Before the movement's explosion of popularity in the 50s and 60s, however, researchers had already begun work investigating the effects of population growth, and among them was a man named John B. Calhoun. Born in 1917, Calhoun took an early interest in science, specifically ornithology, publishing his first paper on birds when he was 15, but over time, his interest would change. By the time he received his PhD, his focus had turned to ethology, the study of animal behavior. When his education was concluded, he moved with his family to Towson, Maryland, to begin research at Johns Hopkins University in nearby Baltimore, but the research itself would be conducted much closer to home. In 1947, shortly after he arrived, he approached his neighbor about using some of their neglected property for an experiment. The scope would be massive, and according to Calhoun, his neighbor probably didn't expect such a scale when they agreed to let him use the forested area. Taking over a quarter of an acre, Calhoun constructed a massive habitat, complete with food, water, ample shelter, and protection from predators, with the only limiting condition being their restriction to the quarter-acre living space. He affectionately provided his enclosure a name, Rat City. Unfortunately, no publicly available images of Rat City exist. Calhoun was very familiar with Norway rats, having performed research on them for his doctorate, and he estimated that Rat City could sustain approximately 5,000 individuals, though if they reached this number, the population density would be tight. He began by placing 5 pregnant females in the enclosure, providing ample genetic diversity, and soon the population was increasing exponentially. But then something surprising happened. Rather than the population increasing to fill the space of the enclosure, it quickly leveled off at 150 members. He also noted some behavioral peculiarities. Despite the large size of Rat City, the residents seemed to gather around just a few places, forming social groups of 12 and limiting themselves to specific feeding locations. He would conclude the experiment after 2 years and 4 months, during which the population never grew over 200. Careful observation revealed the cause: high infant mortality.
For some reason, as the experiment progressed and the population increased, the mothers were not caring for their young properly, leading to most of them dying before reaching maturity. Calhoun had his theories as to why this was, but to prove them, he would need more data. In 1954, about 5 years after his initial experiment concluded, he was hired by the National Institute of Mental Health, often shortened to NIM. Within the laboratory of psychology, Calhoun was given ample resources to continue his work. With a team, he began feverishly designing and constructing habitats, sometimes referred to as universes, where he performed numerous smaller-scale and more controlled versions of his original rat study on a domesticated strain of albino Norway rat. These rats would want for nothing. All physical needs for a healthy rat lifestyle would be provided for them, including food, water, climate control, and nesting material. Calhoun spent 8 years perfecting his enclosures and methods until finally, in February of 1962, an article of his writing was published in the magazine Scientific American. The article was entitled Population Density and Social Pathology. His opening paragraph ominously reads so, quote, "In the celebrated thesis of Thomas Malthus, vice and misery impose the ultimate natural limit on the growth of populations. Students of the subject have given most of their attention to misery, that is, to predation, disease, and food supply as forces that operate to adjust the size of a population to its environment. But what of vice? Setting aside the moral burden of this word, what are the effects of the social behavior of a species on population growth, and of population density on social behavior?" Unquote. To answer this question, he cited 6 of his experiments in particular, all with similar composition and concerningly similar results. The design of these habitats was simple. The layout was a rectangle measuring 10 feet by 14 feet, divided into 4 equal sections by electric fences. 3 of these fences sported bridges over which the rats could climb, while one fence lacked such a bridge, essentially creating one long space that wrapped in on itself. Each section was equipped similarly, with a food hopper, water, and nesting areas accessible by spiral staircases. But Calhoun, leveraging his experience with the rats, made special changes to encourage specific behaviors. He enticed the rats to use one of the center pens by making the spiral staircase to that pen's living spaces shorter than the others, though he admits this was a comparatively small factor. But the more insidious change was to their food supply. In half of the experiments, Calhoun supplied powdered food, but in the other half he placed feeders of his own design, consisting of hard pellets behind a wire mesh. Half of his experiments began with 32 mice, the other half with 56, of evenly male and female composition, and all having just reached maturity. Calhoun estimated that approximately 40 rats could comfortably be housed in these enclosures, but he would allow these populations to increase to 80 before he would cull them. Almost immediately after introduction, things began to go awry. The females, unsurprisingly, spread themselves out somewhat evenly through the pens, but after the males jockeyed for dominance and those of highest rank were determined, they began to distribute themselves strangely. Less dominant male rats will typically awaken earlier and begin to wander and forage for food, and due to the design of the pen, this meant that they usually would end up in the center sections to eat. During this time, the dominant males of the outer pens would wake up and begin guarding their respective territories. Since there was only one entrance ramp to either end, the dominant males of either pen would bar the return of the less dominant males, forcing the male population to clump in the center pens, while the dominant end males protected what came to be their harems. Only a few other deferential males were allowed to remain. These few remaining males began exhibiting odd behavior. Though they would spend most of their time in the burrows with the females, hiding away from the dominant male, they would never attempt to mate with any of them. Instead, perplexingly, they would try to mate with the dominant male, and even more perplexing, the dominant male would not fight these attempts. At the same time as this was happening, the effect of Calhoun's special feeders was taking hold. Since procuring food was such a lengthy process at the hard food feeders, it was common for one rat to join another while in the process of feeding. By this method, the rats slowly became conditioned to eating in the company of other rats until, eventually, the rats would refuse to eat unless another rat was present. Since more rats tended to be in the center pens, this behavior meant that, over time, more and more rats made their way there, further condensing them. This heightened the proximity of an already cramped population.
In the experiments with the powdered food, this effect was far less pronounced. With these factors combined, Calhoun noted what he called a behavioral sink, or an increase in pathological activity in the rats due to the stress involved in such high population density. For the females, the behavioral sink manifested in reduced capacity for nest building and young rearing. Infant rats are extremely dependent upon their mothers for nearly all things. However, under the effects of the behavioral sink, the mothers would often be interrupted in their nest-building practices to engage in some other social activity. As time wore on, this led to sparser nests which could not house the young properly. If a mother decided to move her litter, she often would only move some of them or scatter them about the pen in separate locations. What's more, when female rats are ready to mate, the males can sense it, and the enclosed space meant that a female could not escape the continuous advances of the males during these periods. Even when they would enter their nests for a reprieve, they would be followed in and harrowed. These factors together resulted in an extremely high infant mortality rate, in one case reaching 96%. For the males, this manifested in different ways. The dominant males would occasionally lash out in violence against the other members of the pen, including infants, often biting and wounding their tails. Among the lower class males were three groups. The first he described as the homosexuals, which he immediately corrects as pansexuals, who would not compete for status but would often attempt to mate with any other rat, regardless of gender or age. Much like in the end pens, these advances went unchallenged. The second group he described as somnambulists, who moved slowly through the pen without interacting with other individuals in any fashion, and the other rats, in turn, ignored them, except in rare circumstances. These rats, externally, he described as fat, sleek, and healthy-looking. But to him, the strangest group was the third, which he named the probers. These rats were hyperactive, hypersexual, and pansexual. Despite violence from the dominant males, they would viciously pursue females in heat, eschewing any sort of courtship ritual and following them into their burrows to mate. Later on in the experiments, they would often find the corpses of the improperly cared for young, which they would cannibalize. In time, one of Calhoun's assistants would publicly describe these pens as hell. At this point, Calhoun ended the experiments, but he predicted that these pathological changes would have eventually led to the deaths of the colonies. At their conclusion, he would take the 4 healthiest males and females and allow them to breed, but their behavior had been so inexorably altered that none of their pups survived beyond weaning. This short article enraptured its US audience, and the effects on both the scientific world and popular culture were immediate. People began to relate Calhoun's rat experiments to modern city life, and in an era where fear of social deviance was reaching an extreme high, it was largely seen as a reflection of the current time and where society could be heading, egged on by Calhoun's provocative language and allegorical design of his test environment, made to look like a city. Population density quickly became a common topic. Psychologist Carl Rogers, in his work Some Social Issues Which Concern Me, stated that, quote, "The resemblance to human behavior is frightening. In humans, we see poor family relationships, the lack of caring, the complete alienation, the magnetic attraction of overcrowding, the lack of involvement which is so great that it permits people to watch a long, drawn-out murder without so much as calling the police. Perhaps all city dwellers are inhabitants of a behavioral sink." Unquote. Soon after, studies of dense urban environments were conducted to see if these effects translated directly to humans, but what they found was inconclusive and unsatisfying. Despite the suggestions of Calhoun's rats, humans in cities reacted differently or sometimes opposite the manner that researchers expected, depending on the location. No matter how they tried, no evidence of a widespread behavioral sink could be found in urban areas. But this did not dissuade Calhoun. Even as others explored the problem of overcrowding, Calhoun frantically continued his research. Now a celebrated success and emboldened by the public acceptance of his ideas, he resumed his work at NIM on an even larger scale, though again away from the public eye. He spent his time on new subjects as he continued to perfect his enclosures and experiments until finally, after 11 years, Calhoun revealed his magnum opus through an article he entitled Death Squared, which was published in the journal Proceedings of the Royal Society of Medicine in January of 1973.
The lengthy opening to this article was undeniably apocalyptic. Calhoun wrote, "I shall largely speak of mice, but my thoughts are on man, on healing, on life and its evolution. Threatening life and evolution are the two deaths, death of the spirit and death of the body. Evolution, in terms of ancient wisdom, is the acquisition of access to the tree of life." Unquote. He goes on to heavily reference revelations and of the riders of the apocalypse, using them to proclaim that the Hippocratic Oath applies not only to the body, but to the spirit. After this dramatic introduction, he described his test. For the most part, these new experiments were similar to his 1963 trials, including unlimited access to food and water, protection from the elements and predators, and safeguards against disease. Many parts, however, were drastically altered. As Calhoun mentions in his introduction, the Norway rats used in his first publicized experiments were replaced with albino house mice, which were taken from a breeding group from the National Institutes of Health made specifically to prevent communicable disease. To fit his new subjects, Calhoun had designed an entirely new enclosure. This version was much more vertical, with 16 wall-mounted housing areas for the rats at the tops of long metal tubes, which Calhoun called walk-up apartments. At the bottom of each apartment was a virtually unlimited supply of food, water, and nesting material. With the space provided, Calhoun estimated that it could potentially hold 3,840 mice. He named this enclosure Universe 25. Calhoun's methods also had changed. Rather than instituting population controls, he would interfere far less. His plan was to place 8 mice in the enclosure, 4 male and 4 female, and simply watch and wait. Calhoun observed 4 distinct phases in the ensuing experiment. Phase A was predictable, constituting the time period before the first new mice were born, which ended up being 104 days. For the mice, these days were, quote, marked by considerable social turmoil. After the social order was established and the first brood was born, the population began Phase B, which Calhoun named the exploitation phase. During this time, the mice doubled in number every 55 days as new young grew to maturity and had their own young. This doubling continued until day 315, after which the doubling rate slowed to a rate of 145 days, nearly 3 times as long. By this point, the different broods had clumped into one side of the pen, exhibiting the same sort of clumping as the Norway rats, but this time without any coaxing from Calhoun's designs. This change in the rate of procreation marked Phase C, which Calhoun labeled as the stagnation phase. This is when the most notable events occurred, and they eerily mirrored Calhoun's rat experiments. In a natural setting, those mice which find no social niche will leave the colony, but in this experiment, emigration was impossible, and so those forced to remain withdrew from society. These dejected males formed a large pool in the center of the enclosure. They quickly became characterized by both their inactivity and their many scars and wounds. Occasionally, they would grow agitated and attack one another, and with nowhere to retreat, the recipient of these attacks would simply lay still and endure the assault. The outcast females, rather than joining them, would retreat to the highest apartments and live quietly among one another. It was during this time that the behavioral sink manifested, with mice gathering around specific food hoppers in large numbers, while others remained almost entirely untouched, showing how, again, the need for social interaction had become so intertwined with the need for food that the former had overtaken the latter. The males who had won the initial fights also were placed under extreme stress. As more and more mice reached maturity from within and without, the leaders of the social groups continually had to patrol and defend their territory. Eventually, they reached the point of exhaustion and could not defend the females within their group. These females were therefore forced to defend the nest themselves, even when nursing their young, leading to generalized aggressive behavior. This aggression would inevitably be misdirected onto their young, who would be wounded by their mothers and forced to leave the nest before they were finished weaning. Much like the rats, the mother mice would also forget some of their young when moving from one nesting site to another. Due to the added stress of defending their territory, sometimes the mothers would reabsorb unborn mice in the womb, further reducing the fertility rates. Calhoun writes, "For all practical purposes, there had been a death of societal organization by the end of Phase C. Finally, there was Phase D, which Calhoun entitled the death phase. This phase was characterized largely by an entire generation of young who had been rejected by their mothers early and forced to leave the nest,
and they were therefore unable to exhibit normal social behavior. This manifested in numerous ways. The females of this generation had far fewer children, and those that did have children lacked the maternal instincts necessary to raise them beyond weaning. Calhoun goes on to describe the males of this generation. Quote, "Male counterparts to these non-reproducing females were soon dubbed the beautiful ones. They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus, their pelage remained in excellent condition. Their behavioral repertoire became largely confined to eating, drinking, sleeping, and grooming, none of which carried any social implications beyond that represented by contiguity of bodies." Unquote. As the last mice with reproductive instincts aged beyond their fertility, Calhoun declared that the last male would die around day 1780 of the experiment, effectively rendering the colony dead, as it would be unable to produce any more young. His present tense language implied that, when the article was published, the colony was still technically alive, though its final fate was practically sealed. Calhoun closed his article with a call to action. For an animal so complex as man, there is no logical reason why a comparable sequence of events should not also lead to species extinction. If opportunities for role fulfillment fall far short of the demand by those capable of filling roles and having expectancies to do so, only violence and disruption of social organization can follow. Individuals born under these circumstances will be so out of touch with reality as to be incapable even of alienation. Their most complex behaviors will become fragmented. Acquisition, creation, and utilization of ideas appropriate for life in a post-industrial, cultural, conceptual, technological society will have been blocked. Just as biological generativity in the mouse involves this species' most complex behaviors, so does ideational generativity for man. Loss of these respective complex behaviors means death of the species. But even as Calhoun was performing his research on mice, others had been at work applying his theories to humans. By this point, researchers had moved to more specific locations of overcrowding rather than the generalized location of cities, testing the effects on students in dormitories and patients at hospitals, but the most fruitful example they discovered was in prisons. Paul Paulus from the University of Texas wrote that prisons were the perfect place for this sort of study, describing the social interaction between inmates as intense, prolonged, inescapable, and realistic. The prison in the study also offered the closest analog to Calhoun's rat experiments, since the prisoners could not escape the company of others, even in their communal cells. There, they found connections between over-socialization and suicide, violence, psychopathy, and stress. After such studies, environmental psychologists began to discover the problem. They identified two different kinds of density: physical density and social density. Physical density was the amount of space per person, while social density was the number of individuals occupying a space. They found that social density was the much more important factor, as individuals in high social density were unable to control their interactions with others. Based on this research, human environments could be designed to at least partially mitigate these issues, allowing those living within them the privacy they needed to maintain healthy social interaction. Outside of scientific discourse, Calhoun's rhetoric has maintained its strength through the years, with different groups of all political persuasions bending his results to support their views on social degradation, however they may define it. Among more scholarly sources, Calhoun has been both lauded and criticized for his work. Those who support him cite his forward thinking about overpopulation, while those who deride him cite his misrepresentation of the actual social problems within cities, guiding discourse away from the true causes of societal discord. But no matter what those in the modern day think of his research, his influence on the way America views its cities is undeniable. Океј, врати. Да. Благодарам режија. Тука и завршуваме денешно издание на Јади Бурек. Се надевам дека ќе бидете добро. Тоа што нема да се почувствувате добро заради временските промени и метеопатијата е многу природна работа. Само
ја да го изразам мојата благодарност за една од најубавите, мислам дека е ова најубава временски, нели, пролет која сум ја доживеал. Благодарен сум, никогаш побаво, никогаш потопло, камења сега ако сакаат нека паѓаат, што се вика ќе заладел овака така, значи овие 30 степена што ги имавме овие пар недели ме препородија, нешто побаво на сета мака како голема утеха ги доживеав. Експериментиве се многу интересни, што нема да ни ги решат проблемите. Не можеме да ги решиме проблемите, но можат да ни бидат утеха, да ни се јасни процесите што се случуваат, бидејќи многу енергија трошиме на ситници. Овој бил крив, оно и Јанко многу зборел, треба да го елиминираме и така натаму, што е најверојатно и во право, нели? Ако мене ме утепате, мислам дека животот на сите ќе ви биде многу подобар. Благодарам што бевте вечерва со нас. Лека ноќ и пријатно.